Najnapred da ve pozdravim so najljubavijat islamski pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A posle toga da iskažem i благодарност do vas koji što izrazivte golema želba da može da ne posetite. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala koji što postoji bez početok i bez kraj. Господарот koji što не е сличен на створеното. Господарот koji što postoji bez место и простор. И сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник, најчист од створенијата и најсакан од Аллах. Аллахумме, нека биде салават, нека биде селам и берекет врз него и врз неговото семејство, врз неговите асхаби, другари и врз сите оние кои ги следат неговите чекори или пак неговите стапки се до судниот ден. Што представува постот за муслиманите? Рамазан месец е познат и како султан над 11 месеци. Поради тоа што светата муслиманска книга Куран и Керим почнала да се објавува во овој мубарек месец или пак во овој благословен месец. Месец Рамазан исто така се нарекува и месец на Куранот. Значењето на месец Рамазан и постот како начин на ибадет, богослужба во светата муслиманска книга Куран и Керим се појаснува вака. Месецот Рамазан е месец кога започна објавувањето на Куранот, кој што представува патоказ за луѓето, јасен доказ за правиот пат и одделувач на вистината од лагата. Поглавје Бекара, цитат 185. Исто така возвишениот Аллах, Бог, во Куран Азимушан кажува: "О верници, постот е ваша должност, како што беше должност и на оние пред вас. Благодарение на тоа ќе се заштитите себе си од лошото." Рамазанот е дар од Аллах субханаху ва таала кој тој го пропишал и на поранешните народи. Но Рамазанот во овој уммет, во овој народ, има посебни одлики. Кажал Аллаховиот пратеник, нека биде мир и спас врз него, Мухамед Мустафа салаллаху алейхи ва селем, секоја човекова работа се наградува, доброто дело се наградува од 10 до 700 пати. А возвишениот Бог рекол, освен постот. Тој ми припаѓа мене и јас за него посебно наградувам. Бидејќи тој, се мисли на постачот, ги остава своите страсти и храна заради мене. Рамазан е време на пост, молитва, солидарност и милосредие во кој муслиманските верници целодневно се воздржуваат од конзумирање на храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Постот почнува со изгреј сонце, наречено суфур, и трае се до зајди сонце, наречено ифтар. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од пост се ослободени децата, бремените жени, дојелки и болните. Добрите дела, значи во Рамазан, посебно се вреднуваат. Затоа е неопходна посебна мобилизација во овој благословен месец. И во рамките на оваа подготовка и мобилизација, неминовно е да се имат во предвид следните работи. Како прво, да имаме искрен ниет или пак намера, чиста намера во постењето на рамазанските денови. Имено познато е дека човековите дела зависат од ниетот или пак од намерата. И затоа пратеникот на милоста рекол: "Навистина делата се вреднуваат според намерата." Па така да кој ќе го пости Рамазан, верувајќи во Аллах искрено и сметајќи, значи, дека ќе добие награда од Аллах субханаху ва таала, ќе му бидат опростени минатите гревови. Затоа оној кој сака Рамазанот да го проведе на исправен начин, тогаш мора на почеток да го преиспита својот ниет или пак својата намера, дали ќе пости, клања и другите ибадети ќе ги извршува исклучиво во името на Аллах и ради неговото задоволство, или пак ќе пости традиционално, сите постат, па и јас, како навика, обичај и така натаму. Втор чекор, неопходно е да се направи теубе. Значи теубе или пак покајување за направените гревови. Возвишениот Аллах вели: "Речи, о робови мои, кои што се огрешили кон самите себе си, немој да губите надеж во милоста Божја. Аллах сигурно сите гревови ќе ги прости." Ова теобе или пак ова покајување треба да биде искрено и соопфатно. Тоест, мора да ги исполнува сите услови на теобе, а пред се човекот повеќе да не се врати на поранешните гревови. Трет чекор, треба да го читаме и анализираме Куранот и да не дозволиме месец Рамазан без да го проучиме Куранот, па дури и во превод, или да одвоиме малку време за исламска литература. Мелек Џибраил секоја година го преслушуваше на пратеникот алейхи салам како учи Куран.
Четврт чекор, неопходно е Рамазанот да го сватиме како прилика за прочистување на нашите души и јакнење на нашите животни амбиции. Рамазанот представува и прилика за генерален ремонт на нашето тело. Затоа еден познат доктор по име доктор Риедлин рекол: постот представува операција без нож. Единствено од постот може да бидат оправдани старите, болните и безумните, односно лудите. Иако првите две групи мора да дадат напор секојдневно да исхрануваат барем еден сиромашен верник. Исто така исклучок може да бидат бремените жени, жените во периодот на менструација и доилките. Сите ги надополнуваат деновите во кои не постат отпосле. Децата не се обврзани да постат. Сепак, многу деца се обидуваат да постат колку што е можно повеќе пати во текот на детството. Во тоа им помагаат секако и нивните роднини. На крај, патниците се исклучени од обврската на постот, но исто така и другите по нивното патување мора да ги надокнадат за пропуштените денови на пост. Месец Рамазан е најдобриот домашен лекар кој доаѓа кај нас да ја излечи душата со пост, да ни ја разбуди нашата душа со сехур, да ги израдува нашите души со ифтар, да ги освежи нашите души со теравија, да ги разнежни нашите души со зекјат, да ги отвори нашите души со разговор, да ја исчистиме нашата душа од омраза и злоба, да ја исчистиме нашата душа од лакомост и од горделивост, да ја измиеме нашата душа од гревот и од расипаност, со уверување дека месец Рамазан ќе ни ја донесе Аллаховата милост и прошка. На сите муслимани, од моје лично име, како верски службеник во џамијата Мехмед Бек џамија во Берово и од име на џамиската управен одбор, им посакуваме хаирлија и благословен месец Рамазан да го поминат во мир, во спокој, благосостојба. Го молам семокниот Бог да не сочува од лошо и сите оние кои што секојдневно се борат во болничките кревети за живот, Севишниот Бог нек им подари брзо исцелување и заздравување. Бидете ми еманет на Севишниот Бог кој што постои без место, простор и време. Месец Рамазан оваа година изнесува 29 дена, почнувајќи од вечер на вечер па се до 21 април, каде што настапуваат Рамазански бајрам, односно прв ден од Рамазан бајрам. Исто така сакам да спомнам дека во текот на месец Рамазан нашата програма ќе се одвива на следниот начин, почнувајќи значи од утринската молитва од сабах па се до заоѓањето на сонцето па се до ифтар, и после ифтар ќе имам исто така вечерни предавања, кратки предавања и совети, се со цел каде што секој еден од нас, секој еден од нашите верници кои што сака да научи, да биде да се едуцира, би можел да присуствува на овие кратки предавања и совети кои ќе бидат од голема корист и значење за сите нас. Што е многу вредно за месец Рамазан е во тоа каде што возвишениот Аллах субханаху ва таала дал една посебна вечер која е повредна од 1000 месеци. И возвишениот Аллах субханаху ва таала за оваа благословена ноќ во Кур'ан Азимушан во сура Кадар во поглавје Кадар кажал: Лейлетул Кадр хајрун мин елфи шехр. Ноќта на Кадар е повредна од 1000 месеци. И затоа секој еден од нас, секој еден од муслиманите треба да трага во последните неколку 10 дена од овој мубарек, од овој благословен месец, да може да ја тражи во последните 10 непарни денови од месец Рамазан, каде што оваа вечер, како што кажавме, е најхаирлија, најблагословена вечер која е повредна и од 1000 месеци.